Утре е Петровден. Во Галичник се приготвуваат сите сватби кои што порано, па и сега станувале еднаш во годината, и тоа само на утрешниот ден. Самиот наблюдувач на сватбата е во недоумение што прво да гледа. Невестата или момчето, барјакторот или побратимот, сватобите, носијата, да ги слуша песните, да го гледа орото, а детите, а адети има многу и не можат одеднаш да се запазат. Тапите удари на тапаните и тенкиот заглушителен писок на зурлите се разнесуваат по Говедарник и Бистра и со својата езгија го огласуваат почетокот на свадбата. За свирачите се прават специјални колиби од јавор, бидејќи сватбите траат скоро по цела недела. Во нив свирачите го проведуваат своето слободно време. Брањето на јавор е работа на младоженецот и неговите побратими. Папратот, потребен за постилање на колибата и правење еден вид подиум, каде што ќе губее невестата, го бере зовачот. И додека сите членови од фамилијата се зафатени околу месењето на сваќата, спремањето марша за гозбата, дотогаш зовачите од куќа на куќа ги канат своите роднини и пријатели за насвадба. Картата, полна со вино, искитена со китки трендафил и жолта златна пара, оди од рака на рака. Секој отпивнува помалку и наканењето од зовачот да благословиш вечер навода, а утре на свадба, одговара: а ирлија да вие да се ќердосаат. Вечерта се збираат поканетите кај момчето, ќе одат да ја водат невестата на вода, последен пат како девојка. Еве како го опишува тој момент еден минувач низ Галичник. Кога ќе падне мрак, по сите куќи се пали борина и луѓето како живи фантоми се движат по разни правци. Писокот на зурлите и баботењето на тапаните се разнесува низ темната ноќ и одекнува надалеку низ планините. На младоженецот се уште не му е позволено да ја види девојката, својата утрешна жена. И додека таа со своите другарки зафаќа вода од 3 чешми, за последен пат како девојка да се измие глава, дотогаш младоженецот се обидува во мракот да го дзирне ликот на својата невеста. Во мугрите на самиот Петровден, на денот на доведувањето на невестата, младоженецот со своите најблиски роднини, со зурлите и тапаните, оди на гробишта, да бара прошка од своите умрени. Печалбарскиот и сточарски живот на галичанецот ја налагаат потребата свадбата да не се одлага и покрај тоа што во текот на годината има умрен член од фамилијата, за која во сите наши краеви постои едногодишна жалост. И додека надалеку се разнесуваат тажните специјални мелодии од зурлите и тапаните, дотогаш младоженецот со виното од картата ги посипува гробовите на своите најблиски, што треба да ја замени поканата за насвадба, молејќи ги да му простат што без нивниот благослов стапува во нов живот. Ова е еден момент од длабока психолошка вредност и покрај тоа што во себе има повеќе паганско, предизвикува длабоко чувство. Пред тргнувањето по невестата, младоженецот за прв пат во својот живот се бричи од машко, таткино мајкино, што има живи и мајко и татко. За време на бричењето, девојки пеат: нејќе зетот бербер да го бричит, дур не земет од мајка прошчење, дур не земет од татко прошчење.
По овој чин, момчето веќе се признава за мож, стапува во машкиот еснав. По обричењето, момчето облечено во младоженски алишта, со свилена црвена панделка околу капата, оди да го кани кумот. Барјакторот го сименја барјакот, што ден порано е закачен на куќата како знак за свадба и се тргнува на строј по невестата. Галичката свадба започнува скоро цела недела пред доведувањето на невестата, односно од денот кога почнува да се носи брашното и виното за свадбата. Од тој момент започнуваат адетите, повеќето сопроводени со песни, која на свадбата и дава вид на оперетка. Секој чин, секој покрет на овој или оној, принајмала церемонија или песна, адети. Адети, адети, тоа е карактеристиката на галичката свадба. И додека надвор траат адетите, девојката, односно невестата, за да и биде момчето секогаш пред очи, го гледа низ прстен и самата во моментот скриена и недостапна за погледите на момчето. Сите адети галичаните ги исполнуваат со голема почит. Момчето не смее да влезе дури не се венча во куќата на девојката. Дозволено му е само до прагот, каде што се поздравува со своите и домашните на девојката, се почестува со нив. Од кога ќе добие бела крпа и јаболко, знак дека невестата ќе му биде дадена, момчето, следено од своите побратими, се враќа дома и чека да му ја доведат невестата. Во куќата на девојката пак церемонии. За да биде куќата секогаш полна и да има се во изобилие, најмладото таткино мајкино од световите, во галичката свадба секој адет се започнува со таткино мајкино, во една карпа тура помалку од секоја миродија што е на трапезата. Пред световите, братот и снаата ја изведуваат девојката. Тоа е нејзин последен момински поздрав во татковата куќа. Се уште облечена во моминска руба, таа им бацува рака на сите сватови, а потем се враќа во собата каде нејзините другарки ја облекуваат во невестинската руба. Оттогаш таа се вика невеста. Од кога ќе бидат поздравени од невестата, а од свекрвата изнесени даровите од момчето и неговите роднини, се испробува силата на фамилиите. Преку сваќата се постила бела риза, карпа, и по еден од фамилиите на момчето и на девојката се трудат што повеќе да искинат, за да би покажале дека нивната фамилија е посилна. Ако е ризата појака, доаѓа